Добро вечер во Топ тема. Граѓаните во првиот круг од претседателските избори со пенкало испратија силни пораки до сите партии дека губат нивната доверба. Каква поука извлекоа партиите и како ќе ги убедат гласачите помасовно да излезат во вториот круг на гласање за сите овие дилеми кои произлегоа од претседателските избори, вечерва дебатираме со пратениците Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН, Добро вечер. Артан Груби од ДУИ и Фросина Ременски од СДСМ и подпредседател на Собранието. Добро вечер и добре дојдов. Пред да почнеме со анализата за последиците и што ги донесоа резултатите од гласањето на претседателските избори, би ве прашала за она што се случува во моментов. Од пред еден час во исламската верска заедница е навистина тензично. Таму се е поглаварот Сулейман Реджепи, но таму дојде Скендер Бузаку, кој бил избран за поглавар на ИВЗ во 2015 година, а сега добил, судот му е уважил жалбата, бидејќи тогаш не станал поглавар и практично доаѓа да ја преземе функцијата поглавар на ИВЗ. Тензично е, полиција има и финансиска полиција на повик од Бузаку. Како ќе почнам, Груби, од вас ги толкувате овие случувања во ИВЗ во моментот? Добро вечер прво до вас и до сите гледачи. Првенствено да изразам жалење, длабоко жалење за тие случувања во исламската верска заедница. Да изразам, се извинам, исто така надеж дека политиката не е воопшто вмешана во овој настан и се надевам дека институциите на исламската верска заедница ќе го решат тоа статутарно и согласно законот во држава. Се надевам дека ќе ги надминат состојбиве и дека нема да гледаме исти слики, снимки, случки како што ги видовме пред неколку години кога луѓе прерипува ограда за да ја превземат, да го превземат седиштето на ИВЗ. Сметам дека тоа е неприфатливо и не личи на една таква институција која што всушност представува можеби дури половина од граѓаните во Република Македонија по верска вероисповест. И се надевам дека навистина ќе смогнат сили да ги надминат ситуацијеве. Мислам дека статутот и статусот на исламската верска заедница, посебно на поглаварот, не се решава по судски инстанци. Сметам дека треба да се реши во самата институција преку легално собрание и се надевам дека наискрено се надевам дека ќе смогнат сили да не ги гледаме веќе овие неубави грди слики од страна на таа институција. Дали кусок ќе има влијание врз политичката ситуација и ова предизборие? Па знаете, се има влијание врз политичката ситуација, посебно во предизборна кампања и посебно пред втора рунда на претседателски избори. Јас денеска дознав за ситуацијава пред малку и затоа велам дека се надевам дека институциите ќе смогнат сили да ја надминат ситуацијава согласно законот, согласно статутот на исламската верска заедница и да не дозволат политички влијања врз целиот овој процес. Немаме ништо против, ги охрабруваме институциите да го решат случајот на законски начин, но се надевам дека такви слики нема да видиме, посебно не во овој период. Ременски, Милошовски, коментар? Меѓуверската толеранција и интерверската толеранција во Република Северна Македонија е столбот реално на стабилноста на земјата и генерира секако расположение и помеѓу верниците и помеѓу граѓаните. Сите овие настани за кои што денеска сведочиме дека се случуваат во исламската верска заедница, се надевам дека ќе бидат решени во рамките на законот и статутот на исламската верска заедница, ќе пренесат позитивна порака за позитивни вредности помеѓу граѓаните и секако секој инволвирање на високите верски лидери, независно од која верска заедница припаѓаат во нашата земја, во политичките случувања во земјата, не секогаш наидува на позитивен одек помеѓу верниците, затоа што сме сведочеле во минатото и на разноразни повици
квалификации, говори на омрази. Јас мислам дека конечно се надевам дека после овие случувања и во исламската верска заедница, меѓутоа и со анализите во рамките на Македонската православна црква во очи големата посета на папата, ќе има еден вид на освестување помеѓу верските лидери и сите оние кои што повикуваат на почитување на верските учења и вредности кои што ги штитат религиските учења и книги, но тоа секако ќе треба да го покажат и на дело со повик за мир, за почитување и за толеранција помеѓу граѓаните на земјата. Милошевски ќе има ли влијание? И какво оваа тензија во ИВЗ? Да, моето мислење е дека сепак политиката не е надвор од овие случувања во ИВЗ и дека ова не е случајно. Има индиции дека висок функционер на владеачката партија на СДСМ е многу заинтересиран за промени во раководството на ИВЗ. Јас не се мешам, бидејќи ниту сум член на ИВЗ, но се согласувам со тоа дека верниците треба да одберат кој е поглаварот на секоја верска заедница, без разлика дали е муслиманска, христијанска или на друга вероисповед. И тој висок функционер во собранието подолго време најавува, иницира и бара зголемен притисок од државата кон исламската верска заедница. Тоа го кажува јавно и на медиуми каде што сум гостувал. И моето мислење е дека дел од овие случувања во ИВЗ се и политички вмешувања на одредени високи, би рекол, партиски функционери од владачката коалиција во самата исламска верска заедница. Мислам дека Јас мислам дека не е коректно ваквото алудирање од вас, колега, имајќи во предвид ова претходно што го кажав, дека сите ние имаме обврска и општествена одговорност да влијаеме на токму на таа меѓуетничка и меѓуверска толеранција. Секако ниту еден верски лидер, независно на која религиска заедница ја представува и е врховен поглавар, има обврска пред законот исто како сите граѓани и секако секој говор на омраза, секој излегување надвор од оние религиски рамки на учење и промовирање на вредности, не само од верниците треба да биде осуден, туку и од сите политички представници, независно колку се заинтересирани за тоа. Прилично невкусно е ова алудирање на политичко мешање во спроведување на судска одлука во ваков случај. Јас би сакала да се воздржиме од било какви квалификации политички на овој настан, особено ако се има во предвид дека таму се уште и јавноста не знае за што точно се работи, а најмалку да правиме некакви политички подметнувања во очи овие настани. Тоа е моје мислење, времето ќе покаже што стои за добро. Да, добро, сепак тема на вечерашнава дебата се председателските избори, односно што покажаа резултатите од првиот изборен круг. Граѓаните практично, реков и на почетокот, дадоа црвен картон на сите партии, покажувајќи пред се многу мала излезност на овие избори. Велат уморни се од избори, но можеби уморни се и од ветувања. Најсилната порака веројатно е секогаш до власта. Господјо Ремејска, премиерот Зоран Заев рече дека веднаш реагира, извади метла и најави чистка во владата, дали и во партијата. Што може да очекувам? Што ви очекувате? Јас би коментирала подоцна метлата што ја најави премиерот Заев, сосема легитимно. Морам да искоментирам дека не постои политичка партија која што учествувала на овие избори што е задоволна од резултатите. Секако бројни се причините за незадоволството на граѓаните. Голем дел од нив се и легитимни. Меѓутоа, повторно ќе кажам, јас сум присталица на една реална анализа и едно реално согледување
за целокупната состојба која што доведе до ваква апатичност, би кажала и аномичност на граѓаните. Вие не сметате дека се испорачува некаква казна за власта, не за... Ние можеме секако да го толкуваме тоа и го толкуваме и како казна, и како опомена, и како повик за отрезнување, и како повик за подобрување, и секако највеќе како повик за посветено работење и динамизирање на сите наши испорачани ветувања до граѓаните, кои што и за наше, можам слободно да кажам, незадоволство, се одвиваат со бавна динамика. Можеме да ги бараме причините. Јас верувам дека во овој период граѓаните не сакаат да слушнат оправдување зошто се доцни со одредени прашања, меѓутоа секој повеќе или помалку упатен граѓанин во изминатава агенда што ја имаше и владата и собранието може да најде елементи за доцнење на испорака на одредени прашања. Во однос на метлата која што ја најави премиерот Заев, таа е многу поодамна најавена, но секако не е реализирана можеби во периодот кога највеќе се очекувало. Зошто сега би очекувале дека ќе биде реализирана? Јас верувам дека ќе биде реализирана, имајќи во предвид дека сите ние добивме и чест и должност да водиме една сериозна политика која што на граѓаните ќе им даде надеж дека навистина во нашата земја може да биде поразлично од она што го живеевме 10 години. Токму доаѓањето на таа демократија, која што ја вративме на голема врата во земјата, резултираше и со правото на граѓаните да не излезат на гласање. Знаете, кога имавме ситуации во минатото кога лидер кој што е азилант во Букурешт ќе ви излезе и ќе ви каже точни прогнози на бројките, а потоа се испостави како доаѓале до тие бројки, дека скоро и било и многу добро контролиран целокупниот избирачки процес, видовме и од прислушуваните разговори. Сега целокупниот амбиент е прилично релаксиран по однос на изборниот процес, ги добивме и првичните позитивни изјави од ОПСЕ, ОДИХР и од меѓународните наблюдувачи и од домашните, кои што говорат дека токму таа демократска атмосфера во која што се одвиваа изборите, граѓаните ги ставија во позиција да изберат или да излезат да гласаат, или да изберат да не гласаат. Секако тоа е нивно право. Да, но и ние сме тука да ги слушнеме и аргументите токму на луѓето кои што не излегоа на гласање, имајќи ги во предвид сите добри и лоши страни на целокупните случувања до денеска и веруваме дека граѓаните се доволно зрели, доволно паметни и доволно политички како да кажам, прецизни да можат да одредат каква последица може да има пропаѓањето на изборите или евентуалниот погрешен избор. Јас не би именувала погрешен избор, затоа што секој граѓанин има право да избира помеѓу понудените опции, меѓутоа факт е дека концептите се сосема различни. Рековте, каде очекувате да има чистка? Во владата веќе се најавуваат некои Ние во овој период на кампања секако движевме низ цела држава и ги слушавме реалните проблеми на граѓаните кои што најчесто доаѓа од локално ниво. Секако не беа малку забелешките и во делот на централната власт по однос на одредени прашања кои што не се испорачани доволно јасно, но секако имаше и дури и не информираност на граѓаните за одредени прашања кои што се реализирани одредени проекти. Можеби тука и олабавувањето во делот на медиумите и промоцијата недоволна на тие мерки доведе до една и состојба и на целни групи кои што не знаеа дека има закон за исто. Господине Груби, дали дуе казната и колку
веројатно е казната. На овие избори очекувате ли во овие чистки да има и министри од ДУИ, веќе и се споменуваат некои ресори каде што токму ги раководат кадри од вашата партија? Па не се согласувам со вашата констатација дека веројатно и ДУИ е казната. Знам дека воопшто не е казната. Не се согласувам исто со вашата констатација дека гласачите дали црвен картон. Го мислам сосема спротивното кога се однесува за Република Северна Македонија. Сметам дека исполнивме уште еден критериум, уште едно очекување од страна на нашите евроатлантски партнери. Фер, мирни, демократски избори признаени од сите. Добро, тука сите се согласија дека изборите беа скандинавски, барем. Апсолутно, и тоа е најголемата победа од овие избори и сметам дека тука сме дали сите придонес и на тоа сум посебно горд, затоа велам дека нема црвен картон на овие избори, а посебно нема црвен картон за ДУИ, пошто сметаме дека сме апсолутни победници. Ние сме единствената партија во држава која што извојува победа во прв круг во Дебар. Знаете, во Охрид и во Ново село има и втор круг. Добро, тоа се локалните, зборуваме за председател. Во Дебар добивме избори уште во прв круг против коалиција помеѓу да речеме Алијансата, БЕСА, Алтернатива, ВМРО, да поминај сите можни политички партии во Дебар против коалицијата на ДУИ во изборите во Дебар. Кажав победи Македонија, сметам дека исто така победи и концептот на консенсуалитетот, кој што го промовираме уште од 2014 година на договорен кандидат, на заеднички кандидат, затоа што сметаме дека нашите гласови беа пресудни, нели, на крај нашиот придонес беше пресуден. Според вас колку гласови ќе ви кажам во детали подосна. Ќе ви кажам во детали подосна, пошто имаме анализа за секое избирачко место и знаеме тосно колку гласови сме. Тешко дека ќе имаме време да ги наброиме сите избирачки места. Можам тотални да ви дадам бројки, но дадени се веќе и кај нашиот коалицијски партнер. Исто така сметам дека огромна наша победа е и големиот дебакл на господинот Река, затоа што тој испадна најслабиот албански кандидат на претседателски избори, иако беше еден и единствен. Доби помалку од Имер Салмани, од Муарем Неджипи, од Гзимо Стрени, од сите поред, он доби најмалку можни избори. Сите кандидати добија најмалку можни гласови од сите избори до сега. Не, дозволете ми да се докажам, кај молам. Да, меѓутоа морам за да добиеме некоја целосна слика и да по целосна слика од 70.000 гласови елиминирање, иако ветуваше дека ќе победи во прв круг и во втор круг, тоа го велеше и господинот Села и господинот Касами, и наместо денеска да дадат оставка после поразот на 2016, после поразот 2017, после поразот 2019, 3 пати добиваат пораз, изборен пораз и не даваат оставка ниту еден од нив. Значи, 70.000 гласови се најмалку можни гласови кои што некој албански политичар ги добил на претседателски избори, при тоа сам кандидат, единствен кандидат албанец на овие избори. Од тие гласачи, исто така според анализата, само во Источна Македонија тој има добиено 7.683 македонски гласови во општини каде што нема ниту еден албанец. Во Гевгелија, да речеме, да. А да не збориме за гласовите од македонци кои што успеа да ги доби исто така, да речеме, во Чаир, во Центар, во Тетово, во Гостивар, во Струга и во Дебар. Он изгуби во Дебар, изгуби во Струга, изгуби во Кичево, изгуби во Чаир, изгуби во Сарај, изгуби во Куманово, насекаде изгуби кандидатот, што значи тоа е всушност и наша победа во овој дел. И затоа сметам дека овој негов дебакл е всушност наша победа и воопшто не може да збориме за црвен картон. Придонесот на ДУИ, ќе ви го кажам во бројки, значи ако ги споредуваме со 2017 ако може само година, да ги сублимирате за бидејќи немаме многу време. Па по-голем сублимат од тоа дека нашите гласови беа пресудни за победата, не можам да направам. Не ми одговоривте дали во чистките и реконструкцијата на владата и самите сметате дека министри од ДУИ треба да бидат сменети? Мислам дека всушност бидејќи не работеле како што се очекуваше. Не, ја сум задоволен од работата на министрите на Демократската унија за интеграција, да, посебно задоволен сум од пратеничката група исто така, и од градоначалниците. Сметам дека тоа се види со резултатите. Тие не може да бидат сменети. Зошто не може да бидат сменети? Градоначалниците се бираат. Не, добро,
Поентата беше дали сте задоволни од работата и дали би биле сменети, Да, можат бе, ни пратениците да бидат сменети прашав по тој однос. Да. конкретно Сметам за дека министрите. може заеднички коалициски да се разгледа перформансот на владата, на министрите во владата, но таа дебата не е воопшто отворена во моментов во Демократската унија за интеграција, пошто сме фокусирани на вториот круг на председателските избори, каде што сметам дека ќе се издвојува победа. Господине Милушовски, ова се ставовите на власта. Порака имаш и до ВМРО ДПМН. Пред се, што мислите за најавите и ветувањата од владата после вториот круг, но и што мислите за падот на бројот на освоени гласови на ВМРО ДПМН? Таа освои многу помалку гласови од катастрофалните резултати на локалните избори, што е секако пораз и црвен картон, иако Грубин не сака да го споменува многу и за ВМРО ДПМН. Јас кратко ќе кажам по однос на ВМРО ДПМН, ние ја цениме овие изборни резултати како волја на народот. Тоа што се добиени гласови за кандидатот професор Силјановска Давкова сметаме дека е волја на народот и еден позитивен сигнал. Ако ги споредуваме резултатите од претходните избори, ВМРО ДПМН и коалицијата на локалните избори добила 335.000 гласови, но тогаш со нас во коалиција беше Амди Бајрам, Турската партија и други коалициони партнери кои што денес се во коалиција со СДСМ. Значи, реално сме имале можеби некаде 325.000 гласови, ако ги одземеме гласовите на Амди Бајрам и Турската партија. Денес професорката Силјановска има 320.000 гласови, што цениме дека е многу добар резултат. Особено кога наспроти неа имате една владеачка коалиција од 31 партија. Прилично моќна владеачка коалиција во која што се СДСМ, ДУИ, ДПА, Алтернатива, Амди Бајрам, Курто Дудуш, Љупчо Георгиевски, Љубе Бошковски, Павле Тројанов, Лилја Поповска и сите други реформски ориентирани сили во државата. И затоа цениме дека овие избори и овој резултат се една политичка најава дека власта е менлива и менлива и овие претседателски избори и овој прв изборен круг сметам дека најавуваат дека во државата постои атмосфера за политички промени. Дали тие политички промени ќе се случат оваа година, за 2 недели, за 1 година или следната година, но во секој случај драго ни е што на ниво на цел град Скопје, да истакнам, професорката Силјановска вкупно во број на гласови имаше подобар резултат од господинот Пендаровски. Драго ни е што имавме победа и во Штип, и во Кочани, и во Велес, и во Битола, и на многу други места, и во Гевгелија. Па дури и во така наречени бастиони на СДСМ, каде што сега настапуваат во коалиција со ДУИ, со ДП и со Алтернатива, како Куманово, како Карпош и други места, гледаме дека нивниот резултат не одскокнува премногу од потенцијалот на опозицијата и сметаме дека како политичка партија ова е црвен картон пред се за власта. Сите политички партии треба да размислат на кој начин да привлечат што повеќе гласачи, да ги мотивираат да гласаат. Ние имавме еден предлог до власта кој што не беше прифатен од ДУИ од СДСМ, дека би било добро претседателските избори да бидат заедно со предвремени парламентарни избори кои што ќе се организираа во вториот круг и тоа ќе постигне две цели. Прво, власта ќе си го потврди легитимитетот или ќе си го порекне, односно граѓаните. Да, но тоа не се прифати. И наместо да има метла субјективна на господинот Заев кој му се допаѓа или не му се допаѓа или можеби уште една фарса, народот ќе каже кој заслужува метла, а кој заслужува мандат. Но власта очигледно не беше спремна за предвремени парламентарни избори, но цениме дека ваквиот резултат дава основа за уште подобро позиционирање на опозицијата, уште подобар резултат на кандидатот Силјановска Давкова и веројатно тоа во некоја блиска иднина може да предизвика и предвремени парламентарни избори. Па мислам дека на премиерот Заев кажа и деновиве дека доколку победи вашиот кандидат, тогаш тој ќе распише парламентарни избори, но да видиме. Премиерот Заев кажал многу работи, па потоа ги порекнал, така што не би му верувале премногу, но сметам дека оно што го кажал народот... Верувате ли дека ќе направи реконструкција на владата и ќе ги поправи грешките на кои му кажува сметам дека во 2-3 ресори, како што е животна средина управувана од Садула до Рако од ДУИ, како што е Министерството за администрација управувано од Дамјан Манчевски, Министерството за култура управувано од министерот Асаф Адеми
има сериозни пропусти, недостатоци и погрешни политики. Но господинот Заев не смее да го смени Садула Дураку, затоа што тогаш ќе добие метла по нос во наворници од Дуи. Не смее да го смени господинот Дамјан Манчевски, бидејќи ќе има внатре-партиски проблеми, тој е поблизок со господјата вице-премиерка Шеќеринска. Не смее ниту Асаф Адеми да го смени од министер за култура, бидејќи ќе изгуби 3 партијници во собранието. И затоа мислам дека овие најави се само уште еден негов политички трик или блеф, кој што на крајот ќе заврши со менување на возачи, на портири, на советници, на градоначалници, на некој трет, четврт ешелон, кој што граѓаните не им е битен. Тука мислам дека Јас мислам дека многу луѓе го поцениле премиерот Заев по однос на сето тоа што го кажал, што рекол дека ќе го направи, па дури и наши партиски другари се сомневале во неговите капацитети, меѓутоа се покажало спротивното, така да не алудираме од стартот дека не сме, што не сме. Смее се, затоа што и во нашата партија има степен на одговорност и степен на демократија, на самокритичност, која што ретко ја има во другите партии. И кога ги толкуваме и токму овие изборни резултати, сите треба да бидеме самокритични, да кажеме каде сгрешивме, да признаеме каде сгрешивме, да научиме лекција од тоа, како да не се повтори, без при тоа да велиме дека сме победиле, сите. Ние и покрај победата во првиот круг сме критични кон резултатот. Секако не можеме да бидеме задоволни, имајќи во предвид дека и очекувањата и надежите беа поголеми, што не значи дека нема да бидат во вториот круг. Меѓутоа, да, во и со тоа што еден... вториот круг практично значи почнување на изборите од нула. Ова скромна предност не би. И јас воопшто не би лицитирала со тоа дали некој некого победил во македонскиот или во албанскиот блок, имајќи во предвид дека сите граѓани на Република Северна Македонија имаат право во овој втор круг да бираат помеѓу концептите во зависност тоа како дали им се блиски или не им се блиски. Би кажала дека воспоставивме еден вид на нова практика во изборите во изминатиот период, воведувајќи токму концепт на едно општество за сите, мешани листи и секако отворени врати на Социјалдемократскиот сојуз за сите етнички заедници. И со тоа покажавме дека можеме да бидеме многу различни од останатите политички партии кои што се држеа во тие етнички робови. Избори имаше многу помалку гласови од албанците. Зборувам за еден друг момент кој што го начнавме и во контекст на ова што го кажа и колегата Артан, за тоа дека и кандидатот професорот Блер им река освоил 7000 македонски гласови, како што ние на парламентарните избори освоивме голема бројка од албанските гласочи и од другите етнички заедници. Ако добро се сеќаваме сите, господинот Имер Селмани, кој беше исто сериозен кандидат за председател на едни претходни избори, имаше сериозна бројка на гласачи од другите етнички заедници, зборувам конкретно за македонската етничка заедница, меѓутоа тогаш општеството не беше спремно да гласа за етнички различен кандидат. Сега во овие избори тоа се покажа и како една придобивка токму од промовирањето на тој концепт едно општество за сите и недискриминација на никого по етничка основа. И токму во тој дел, во вториот круг, веруваме дека граѓаните кои што се приврзаници на тој концепт на едно општество за сите, мултиетничка држава и мултиетничко општество кое што ќе негува толеранција и еднаквост пред законот на сите, без при тоа да ги дели етнички и верски останатите, ќе се определат за нашиот кандидат Стево Пендаровски. Груби го слушнавме Милошовски, ги наброја министрите кои треба да вие велите од сите сте задоволни. Па го разбирам господинот Милошовски, но не знам дали Груевски исто така има метла па да може да
разметлува и да расчистува министри на Демократската унија за интеграција за време на неговото владење, за да може да направи таква споредба. Така да не би говорил за тоа. Сметам дека коалициите се договорни, треба се седне заеднички да се разговара како да направиме подобар екзекутив, подобра влада која што би одговарала на очекувањата на граѓаните и не би употребувал ниту чистка, ниту метла, затоа што сметам дека сепак се работи за луѓе, сепак се работи за процеси на високи позиции, угледни луѓе и сметам дека ако некој неговиот перформанс или нејзиниот перформанс не е во најдобар начин, тогаш може да се седне да се разговара. Дали сметате дека треба да се намалат бројот на министерствата, советниците? Зборувам за она што се критикуваше сите овие 2 години за кои беше владата изложена на критики. Воопшто не е проблемот во бројот на министерствата. Имаме една габаритна... Јас сметам дека доколку има резултат, испорачување, воопшто не е проблем бројот на министерствата, пошто исте бројот на министерствата. Побитни се резултатите, резултатите, испорачувањето. Предизборно ветување. Испорачувањето не беше наше предизборно ветување, туку без разлика, него да се вратиме на претставителските избори, ако може. Во тоа дека рековте вие потврдиле албанските гласачи, ја воопшто не се согласувам со вас. И на пример, прво потврдија заради излезноста, воопшто не е точно, затоа што ако ги споредите, видите ги резултатите во Струмица, во Гевгелија, во Радовиш, во Кочани, било каде, значи генерално излезноста е најмала од било кој претседателски избори до сега. Таму секогаш излезноста била над 60%. Над 60%. Кај албанските општини секогаш била под 50% излезноста. Фатете од Струга па се до Липково. Секогаш било затоа што толку е ефективното гласачко тело кое што живее. Толку е ефективното. Секогаш било 43, 46, 48. Пам традиционално погледнете ги сите избори. Значи ретко некогаш имало надминато над 50% во цел северозапад. Не, јас не се согласувам затоа што на пример за локалните избори 2017 година градоначалникот на СДСМ во Рачиново, градоначалничката, доби 3070 гласови. Не знам колку имаше своји гласови Дуи. Сега Стево Пендаровски доби само 890 гласови. Што значи тоа? Тоа е израз на незадоволство и тоа сега е нивен заеднички кандидат. Зар мислите дека жителите на Рачиново не го препознаваат концептот едно општество за сите? Не. Тие препознаваат дека нема канализација, нема вода, нема повисоки плати, нема пензии, нема добра инфраструктура, нема подобро училиште и наградуваат со гласање за или казнуваат со негласање. И затоа сметам дека не е реално ова што го збори Артан, дека биле сите иселени или традиционално. Не го реков тоа. Од 2017 година до денес не е така. Антонио, не го кажав тоа. Земете го примерот на Сарај. 9000 гласови освоил градоначалникот на Дуи пред 2 години, 2017 година. Сега заедничкиот кандидат СДСМ и Дуи има само 3750 гласови. Тоа е пат на довербата. И затоа сметам дека народот изгубил доверба во владеачката коалиција. Дали може би не го препозна Пендаровски како консензуален кандидат? Јас би додала една работа во контекст на ова што го кажа господинот Антонио. По однос на споредбите што ги направи Рачиново, Сарај и гласовите што ги добил градоначалничката и Социјалдемократскиот сојуз во таа средина и она што се сега резултати за Стево Пендаровски, тие видно ќе се сменат во вториот круг заради следново. Последниве социолошки истражувања, верувам сте ги гледале и вие, зборуваат за етничка преференција кога зборуваат за носители на високи државни функции. Во таа етничка преференца секогаш го ставаат етнички блискиот на прво место, а секогаш етнички различниот во втор план. Така што за мене е природно етничката преференца на граѓаните, сограѓаните албанци првично да алудираат на попрво да гласаат за албанец, Мрика, кандидатот да, албанец за кандидат за председател, за да веќе во второстепената преференца го ставаат сега да ги оној дадат гласовите заеднички. за Пендаровски. Така што јас, имајќи ги во предвид сите тие анализи, силно верувам дека токму препознавањето на тој проевропски, демократски
мултиетнички, вредносно европски ориентиран концепт кој што го промовира и Стево Пендаровски и Блери Мрека, Ќе ги добие бидејќи се мислите, исти да. со различна реторика, ќе ги препознаат токму граѓаните Господјата на Силјановска Имам рече коментар, дека имам мал коментар. гласовите Јас, се момент. моето Гласовите мислење- од Блери Мрека се практично на незиното конто Не, вечерта видете, по изборите. јас Па, едно ти тоа кажам, сакам да го искоментирам. никој ги нема гласовите на гласачите на своје конто. Никој ги нема. Добро зборувам за изјава дадена Како ќе одлучи вечерта. човекот кој што гласал за Блери Мрека во Струга или во Тетово или Негово во право. Чаир, како ќе гласа, тоа е негово право и ние ќе го почитуваме. Ние нудиме човек кој што сметаме дека може. Но јас пак ќе кажам, она што би го спротивставил како мислење на господјата Ременски. Не е концептот едно од општество за сите, тоа што е главната потреба, примамливост или суштина на гласачите. Ако гласачот во Рачиново или во Сарај има повеќе трошоци отколку што има приходи, има Да, несредени реколте дека се училишни, тие образовни или причините, здравствени да. установи, Треба да инфраструктура, направиме тогаш што ќе пауза, гласа за или Артан, против власта или за алтернативата реплика. која што има некој. Па во однос на гласовите на господинот Реки и блискоста, ја би рекол, би коментирал дека веќе веднаш после вечерта од објавувањето на резултатите видовме едно големо зближување помеѓу господјата Гордана Силјановска Давкова со господинот Река и идеолошка компатибилност помеѓу Алијансата и ВМРО ДПМН. Тоа го изјавија господинот Таравари, исто така кажа дека се блиски со ВМРО ДПМН. Ги гледам, не се стари вести, тоа беше пред 3-4 дена. И сметам дека тука може да се смета на мнозинството на тие гласови, но никогаш не треба да се отворили можноста дека Алијансата идеолошки и компатибилно со ВМРО ДПМН може да настапат, можеби не јавно, но секако со партиските структури, кои што всушност тоа е дисциплинирано гласачко тело и не е толку слободно на кое што алудираме вечерва. Мислите дека може да располагаат со тие 80.000? Не со 80.000 гласови. Ви кажав, во тие 80.000 гласови 10 се, не се 80 прво, 10.000 се македонски гласови, има гласови кои што се одлеани и од албанските партии кои што го поддржува кандидатот, консенсуалниот кандидат, што значи реалната бројка нивна не може да надмине повеќе од 50.000 гласови во најдобар можен случај. И затоа сметам дека треба да се биде внимателен како се настапува. Јас сум убеден дека огромното мнозинство од тие гласови ќе преидат на страната на господинот Пендаровски, затоа што ќе предпочитаат кандидат кој што се залага за Охридскиот рамковен договор, се залага не за едно општество за сите, туку за еднакво општество за сите, каде што и албанскиот јазик е еднаков со македонскиот јазик, каде што Македонија ќе ја видам интегрирана во НАТО и Европската унија, кандидат кој што го поддржал и Преспанскиот договор, кој што го поддржал и законот за јазиците, кој што поддржал и затоа ми е битно и мислам дека албанските граѓани ќе го препознаат тој момент при одлучувањето на 5 мај. Тука ќе направиме куса пауза за реклами, се враќаме на дебатата. Гледате Топ тема, ги анализираме резултатите од првиот круг и што може да се направи пред вториот круг од претседателските избори. Милошовски, како вие ќе ги мотивирате гласачите да излезат еве сега во вториот круг? Се забележува дека Преспанскиот договор веќе не е во фокусот на кампањата на Силјановска, зошто? Видете, јас пак ќе го потврдам оно што кажав претходно, ќе пробаме да ги мотивираме граѓаните на опозицијата и на кандидатот на опозицијата. Главниот аргумент им е убедувањето. Убедувањето кое што го има професорката Силјановска, гледам во незините настапи, ќе пробам да го пренесам, е дека изборот на личност како неа, но и личност која што е опозиционо настроена или критично, не критикувала и нас како влада, критикувала и СДСМ и други, може да биде добар аргумент за балансот и рамнотежата на власта. Одредени проекти кои што заслужуваат поддршка да бидат поддржани на владата, одредени проекти кои што заслужуваат да бидат критикувани или изложени на критика на јавност и на председателот на државата. И тоа е незиниот аргумент со кој што таа ги поканува сите граѓани, без разлика нивна политичка партиска припадност. Ќе одиме со незиниот профил како човек, како критичар, како професор. Зошто се напушта
таа навистина зборуваше дека кога ќе стане председател ќе покрене иницијатива за враќање на името, не веднаш се разбира менување на уставот, меѓутоа таа реторика веќе не ја слушаме. Па се надам ако имате можност за ТВ дуел тука да добиете и одговор личен на тоа прашање, но според мене она што кажала како иницијативи кои што се легитимно и во иднина доколку биде избрана да се покренат, и за истото ќе може да се изјасни собранието, уставниот суд или сите други надлежни институции кои што можат да делуваат во тој правец, но оценам дека потребите на граѓаните и потребите за рамномерна распределба на власта. Коментар од заменичката министерка на Грција Сија Агностопулу, дека збирот на гласови на од СДСМ и од Блер им река покажува дека граѓаните го поддржале практично Преспанскиот договор и се согласиле дека тој ќе ги одведе во ЕУ и НАТО. Моето мислење, статистички секој може да си прави толкување, но главното толкување го имавме за време на референдумот 2018 година, кога тој договор според постоечките закони и уставни норми не беше поминат. И тоа е тоа. И дури референдумот на излегувањето, она што го спомна и претходно Артан Груби, излезеноста на референдумот беше поголема за поддршка на тој договор од излезеноста на некои гласачи сега на СДСМ и ДУИ заедно вкупно. Тоа покажува дека абстиненцијата во најголем дел паѓа како дел на абстиненција на претходни симпатизери или гласачи на владачката коалиција. И сметам дека тоа е опомената која што гласачите ја испратија. Груби, колку гласови не кажавте преска, колку гласови обезбеди ДУИ за Пендаровски во првиот круг и како ќе ги мотивирате да гласат сега? Не би ли цитирал со бројки, иако тука ми се напишани тосно, значи да кажеме, на пример, кај, ако може условно да кажам чистите македонски општини, гласови има, на пример, кандидатот минус 31,8% или тоа се 87.122 гласа. Секогаш споредбата е со советничките листи на последните локални избори, затоа што тоа се, знаеме сите, партиски гласови. Значи, во тие општини, да речеме, кандидатот заедничкиот има 187.000 гласови, додека кандидатот на опозицијата 206.000 гласови, додека таа разлика се ублажува најмногу со гласовите во Чаир 5255, во Центар, во Сарај, во Струмица, во Тетово, во Берово, Карпош, Гостивар, Струга, Дебар, Липково, Врапчиште, Студеничани, Боговиња, Куманово, Тејарце, Долнени, Кичево. Добро, да и другите општини, сега да не ги набројувам сите. Додека кај општините со албанско немнозинско население, разликата во гласови е 42% помалку од гласовите од 2017 година во истите тие општини. И доколку коригираме, направиме кроз анализа на гласовите на ДУИ, значи гласови на ДУИ во тие општини, кај што се помалите, изнесуваат 11.000, додека во тие со мнозинство албанско население, Пендаровски има вкупно 55.510 гласа, или е 71% повеќе гласови споредени од листите на советници на Социјалдемократскиот сојуз од 2017 година. Значи, точно математички збориме. Тоа се 23.190 гласови повеќе од листата на советници во локалните избори 2017 година. Дали сметате, ако бевте поактивни во кампањата, практично ве критикуваа дека бевте невидливи во кампањата за Пендаровски? Вие очигледно не сте следеле дека сме биле невидливи. Немаше село и немаше општина. Повеќе водевте за локалните... Не, воопшто точно. Навистина не сте следеле. Значи, немаше место, населено место каде не сме биле. Ја бев секретар на Републички изборен штаб. Како не го видовте Али Ахмети, па по телевизија беше на... со Пендаровски. Како не беше, секаде беше Али Ахмети. На сите митинзи наши, погледнете ги, лайвстрим имате на Facebook од сите нив и на сите нив он говореше за поддршка на консенсуалниот... Па така договоривме стратегија на штабовите, затоа што ја бев секретар на штабот и заедно со шефот на штабот на Социјалдемократскиот сојуз договоривме да водиме посебни кампањи.
Значи и така беше Дали договорено сега уште ќе од почетокот, водите исто да го заедничка правевме за кампања? време на референдумот. Дали Значи, сега ќе водите поентата наша заедничка беше да кампања? испорачаме. Не ви се свиѓаат бројките и затоа изгледаме Добро е, вие довршете, но да. Не влеговте веќе во детали, а немаме многу време за да имат можности други. минимум колега. 50.000 гласови ако сакате. Минимум 50.000 Да. гласови. Дали сега ќе ги Јас сметам дека ова ќе оди многу повеќе и сметам дека воопшто не е под знак прашање победата на господинот Пендаровски како заеднички консенсуален кандидат, Сега кој ќе што водите возможува Евроатлантска република Северна заедничка Македонија кампања. еднаква за сите. Кампањата ќе се продолжи по истото. Значи, ние ќе работиме со нашето гласачко тело. Сметам дека може да направиме заеднички многу повеќе и да мотивираме поголема излезност на овие избори и сметам дека посебно албанското гласачко тело ќе направи разлика на овие избори. Господин Ремински, дали условно земено црвениот картон и казната беше, прочитав еден наслов некаде, нема правда, нема гласови. Дека разочараноста, бидејќи од неказнивоста за се она за кои се боревте, неказнивоста на бившите функционери од власта, па дури и доведувањето во прашање на едината на СЈО го испорача овој резултат. Значи, може би тоа ми е и најомилена тема, меѓутоа ќе треба цела емисија да Не, го ако може елаборирам пулсо да ни кажете, да. моментот. Ние во 2016 година ги добивме изборите главно со тезата дека нема правда, нема мир. Да, И а сега Силјановска вели дека рачуна, дека смета на гласовите на шарената што треба револуција. да биде одговорност за сторените криминални и коруптивни дејанија во изминативе години наназад. И за мене е многу иронично кога политичката гарнитура која што стои зад Гордана Силјановска го презема го плагиатира буквално тој концепт, иако и самите знаат, и граѓаните знаат дека токму таа гарнитура на ВМРО ДПМН е неспособна да испорача правда и еднаквост за граѓаните, заради многу причини кои што не би ги елаборирала сега. Овие избори се отразнување за сите политички партии. Јас нема да зборувам за уделот на ДУИ, уделот на коалиционите партнери и сето она што се зборуваше пред малку, имајќи во предвид дека сите тројца кандидати се промовираат и се надпартиски кандидати и најмалку треба да се споредуваат со резултатите од локалните избори. Да, меѓутоа за сите тројца кандидати, што е партија, она што е многу важно, она што е многу важно за граѓаните. Дури и спотовите се снимаат заедно со лидерите на партиите, ако не се затоа што партиите стојат зад нив секако, меѓутоа тие имаат и своја слика која што ја промовираат пред граѓаните. Она што е важно за граѓаните кои што треба да одлучуваат на 5 мај во вториот круг е да препознаат прогресивност и да препознаат позитивен тренд, односно да не застанат на позитивниот тренд по кој што се движи државата и по однос на меѓународен план, по однос на економските реформи и комплетно реформскиот процес. Имајќи во предвид како ќе се убедат граѓаните да гласаат и дека има правда? Разочарувањето од Во однос на правдата ја мора да изразам голема разочараност, посебно со тоа што се случува денеска, ова што се случува во исламската верска заедница, да речеме првенствено, или што гледаме пресуди од двајца млади момци по 19 години во споредба со Бобан Илич кој што го прегази малиот Алмир 4 годишен намерно со возилото, кој што доби 6 години и денеска на слобода, во споредба со случајот Алфа кој што се бара повторно судење затоа што има докази. Кога зборуваме за правда, зборуваме на казните за поранешните функционери, лидерот на ВМРО ДПМН без разлика, во бегство, тука нема исто одговорност. Ова денеска и се практично не влијае одговараше за она што се обвинуваше. Имаме нереформирано судство и обвинителство реално и попречувачи на правдата. Јас се согласувам целосно и сметам дека реално корупцијата потекнува од таму првенствено и сметам дека тоа треба ургентно да се цел правосуден систем да се реформира,
ви кажав, очигледен случај, значи мислам истото важеше и за претходната влада. И сега го криминалот денеска нема важи етничка, истото, значи, партиска и верска тие боја. се суди. Значи Значи имате случај во кој што да речеме за убиство двајца албанци се судат по 19 години, прво дело, се извинувам. И Не се судат двајца албанци, се судат двајца напаѓачи. добро, и Боба Нилич Мислам, не е не албанец, е гледам македонец, зошто од Куманово, коментираме од Куманово, не, мора да го каде што беа искоментирам. навивачи- За убиство на дете, намерно убиство, прегазување со кола, и тоа го видовме сите на камери, значи Да, беше ама објавено се во дури ги сите, делите он добива на 6 албанци. години затвор. Не, ја И не ги делам, ги македонци делат кога е судиите. криминал во- И како во мислите дека прашање? албанците ќе очекуваат или сметат дека има правда? Јас ви Добро, прашувам јас- за бившите функционери, вие ми зборувате Кратко, за ќе етнички, дадам да? краток коментар. СДСМ е на власт 3 години, ако се земе Година и пол, и ефективно. ако се земе и она учество во технички влади и се слично, но еве нека бидат и 2 години. Дуе на власт многу години, може би 17, не знам колку точно. И сега вечерва и господинот Артан Груби и господинот Ременски викаат дека време судството, обвинителството или што и да е друго нема правда да се реформира. И мене тоа ми звучи како закаснета реакција за нешто што можеби го представувале пред 2 години како приоритет. Ду има искуство во власта, е некој континуитет. СДСМ имаше програма која ветуваше дека ќе Само ја вие не се спроведе, броите. но 10 гледаме години, кај дека не оди тоа така како што го ветувале. Имаме закони за селективна амнестија, имаме случајот подкуп, сега Артан Зборок што видела цела јавност го виде и случајот Немаме подкуп на закон за телевизија, СЈО. но видовме дека пресудите Уште. се горе-долу политички. Но ВМРО ДПМН и натаму ќе се Но ќе ја споменам- обстанува на истиот, нема да направи компромис за СЈО. Ние понудивме амандмани кои што нудат компромиси и ќе продолжиме со тој диалог, вклучен е тука и господинот Груби, Но вклучени сме ние. нели и ќе укинувањето гледаме на да го... СЈО би било разочарување кај Нема гласачите потреба дека за да нема потреба правда. да се оди во таа насока. Сметам дека е добро заеднички најдеме јазик за обвинителството, но ќе споменам по однос на изборите и на состојбата сегашна. Луѓето не ги делам на македонци, албанци, турци, роми, срби и други, туку на задоволни од актуелната власт и незадоволни. Тие што се задоволни слободно нека гласаат за господинот Пандаровски, имаат подобар живот, подобри плати, подобро здравство и веруваат во тоа и оправдано. Тие кои што се незадоволни имаат друг избор и друга опција. И она што господјата Шеќеринска на протестите за правда и мир во Прилеп го кажа 2016 година. Народот дава, народот зема. Така ќе биде и на овие избори. На 5 мај или сега во првиот круг и на вториот круг, народот дава, народот зема. Ако даде на некого доверба или ако не даде на никого или даде на другиот, тоа ќе биде народна волја и ќе ја почитуваме. Конечно, куст одговор од сите вас, дали очекувате дека ќе има цензус и како? Да. Тоа е најголемиот проблем на овие избори. Резултатот гарантира цензус, значи хичковски резултат кој што всушност и да го посакавме не може да го добиеме, кој што гарантира учество на ВМРО ДПМН во вториот круг, поголема мобилизација од страна на коалицијата за консенсуалниот кандидат и тоа се предуслови за фер и надпревар кој што ќе овозможи цензус за избор на председател. Што е клучно за цензусот? Клучно за цензусот е сите кои што одлучиле да останат дома на првиот круг на изборите, да размислат за следниот период во кој што ќе се движи државата, не ние како индивидуи, имајќи во предвид дека сето тоа ќе значи нова политичка криза, нови избори, нови апатии, нови абстиненции и ќе се вртиме во еден круг. Нова криза. Што не е добар, пред се заради државата и пред се заради она што значи отворен евроатлански пат. Јас верувам дека ќе имаме цензус во вториот круг, ќе го имаме Стево Пендаровски за председател на Република Северна Македонија. Не очекувам некоја драстична зголемена разлика во смисла на бројот на гласови, но очекувам таа да биде барем петоцифрена. Како за цензус? Јас Како мислам ќе дека привлечете повеќе гласачи? имаме двајца кандидати, од кои што едниот кандидатот на власта се бори да ја задржи власта или власта да ја освои позицијата председател и има шанси како и другиот кандидат, професорката Силјановска, која што се бори таа да добие легитимитет и да биде критичар на власта, и сметам дека тоа може да мотивира
граѓани да се определат кој концепт го сакаат. Дали сакаат власт концентрирана во една коалиција или сакаат поделба на власта со претседател кој што може да биде критичар. Но на што имам сомнеш, гледам последниве денови, активисти од поранешната шарена револуција, да не ги споменувам поимено, ги има многу, и културни работници, и активни луѓе во јавниот живот, најавуваат дека, обзнануваат дека абстинирале во првиот круг и дека ќе абстинираат во следниот круг. И мене само тоа ми создава сомнеш дека можно е помеѓу СДСМ и ДУИ да има договор доколку нема цензус да биде нивен заеднички договор Талат Џафери да биде вршител на должност претседател на Македонија. Но тоа е испоред Но Устав. Уставот не треба договор за тоа. Сваќам, но сакам друго да кажам. Доколку се случи абстиненција на изборите, корист има владеачката коалиција. И владеачката коалиција е таа која што може да направи тоа да се случи или да не се случи, зависно од ангажманот на политичките партии. Останува тогаш да ги анемирате своите глави. Јас сметам дека овој близок резултат дава основа граѓаните да бидат мотивирани да се определат за концептот на власта или за понудата на опозицијата. Ви благодарам сите за учеството. Тука е крајот на ТОП тема. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.